Добро вечер, прво од мене до сите вас, до гледачите на телевизија Нова во 2017 година и се најубаво во неа. Овој занин отвореното студио на телевизија Нова ќе биде многу поразлично од сите останати. Имено во текот на овие наши убави празници, ние ќе ви го донесеме светот во мало и тоа во вашиот дом. Зашто зборувам, одиме веднаш. Не знам дали знаете дека во Монголија имаат кирилично писмо. Во Русија, само во градот Санкт Петерсбург, има околу 250 музеи, 2000 библиотеки, повеќе од 40 различни театри и преку 100 концертни сали. Се селиме во Кина. Во Кина постојат шеталишта, вели, од оние интересни податоци за Кина, вели, наменати за оние кои пишуваат пораки додека одат. И една од 5 личности на планетава Земја е кинес. Тоа веројатно и го знаете. Во Белгија пак, ова е последно што го дознав и многу ми е интересно и може да влијае и дури со проблемот со загадувањето во нашиот град или во нашата Македонија, вели вака: ако возите велосипед до работа и ако секој ден 210 дена, значи патувате кон работа и дома, поминувате 15 на километри кон работа и дома, годишно може да бидете побогати за околу 1400 евра, затоа што тоа ви е подарок од државата. Ова се четирите земји на низ кои што ќе пропатуваме и ќе ви го донесеме светот во мало. Велам добро вечер за моите гости и ви благодарам што одвоите време да бидете дел од отвореното студио на телевизија Нова и ќе не прошетате секде онаму каде што сте биле или ќе не го донесете својот свет. Елена ќе го донесе еден тук свет, ама веќе ви е и ваш, така? Некако, да. Добро вечер прво за Екатерина Јуруковски. Вие сте заради својата љубов, можеби најубаво така да кажам, така голема љубов и станавте македонска снага. И дојдовте од големата Русија во малата и убава велика Македонија, така? Да, Македонија мој втори дом. Одлично. Добро вечер за вас, добро ни дојдовте. Добро вечер за Летив Намдакжанчивин. Точно? Така. Петка. Можев и подобро, ама? Многу добро изговоривте, да. Добро вечер. Вие сте почетен конзул на Монголија во Република Македонија. Тука сте најодамна, нели, Елена е само тука родена како македонка, па така не зборува за еден дел, но вие можеби најмногу ја познавате веќе Македонија. Така, архитект сте, моден дизајнер, сликар, преведувач, поет, уметник. Точно така, да. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ви најдов. Монголија е вашиот дом, ама и Македонија е вашиот дом, така некако, нели? Така е, да, така е. Да. Добро вечер и за Марк де Јонг. Добро вечер, Катерина. Марк знаеше за своите македонски корени. Вие сте родом од Белгија. Да. Веќе 3 години ве донесоа, како, кога ќе ни кажете, ама си останавте тука, веројатно ви е убаво. И мене ми е втора држава, сега втор дом, Така. да, тука сум и тука одличав да живеам до крајот животот, да. Така е, супер. Ви благодарам за присуството и вам и Со добро задоволство. вечер за Елена Дамјановска. Елена, вие 98 имавте еден факултет, англиски одлично го зборувате и сега решивте 98 да отидете и да учите кинески. Да. Па потоа во новиот милениум отидовте и на работа 7 години во Пекинг и можете да ни зборувате и за таа култура која ни е нам далечна, но ќе ни ја приближите на овој начин да видиме кои се адитите и традициите низ светот. Тоа е и темата на вечерашното отворено студио. Господине Намдакжанчивин. Да. Ќе ве научам до крајот на отвореното студио, ветувам, да. Вие дојдовте во тогашна СФРЈ, Да. далечната 68 година, Така. да студирате архитектура. Да. И сега морам да ве прашам, зошто од сите земји може на овој свет токму во СФРЈ? И во Македонија, и во Скопје? Па на ово прашање би одговорил вака, значи 68 година ние, да речеме, кога викаме ние Монголија Добро. и другите братски така наречени, тогаш социјалистички земји имавме многу блиски соработки. Така, во тој смисол, значи јас сум бил испратен како стипендист Добро. на својата земја? на својата земја во Југославија. Значи како братска земја во Така, тогашно време, да. нели? И така е тоа патот како сум дошол во Југославија 68 година да студирам. А зашто баш Југославија, тоа беше, мислам, моја идеја, желба, да, аха. пошто имаше повеќе предлози кај може да студирам архитектура, али ќе кажам само еден инцидент. Значи, откако бев одбран да студирам во странство, ја отидов на повеќе амбасади во Улан Батор, во Монголија, пошто они имат некои рекламни табли пред амбасада и отидов кај Југословенска амбасада
И на таблата има разни и рекламни фотографии, такви работи, али едно ме многу привлече, вика избор на мис на Југославија. И то ми беше вака... Никој друг не имаше на огласите таму избор така, никако. и то ми привлече големо внимание Секако. и затоа викам таму ќе одам. Таму има убави жени, Да, одам јас на убави Југославија. жени и то вака испадна стварно е така. Да. Велите, не можев да избегам од чупето од Битола, таа успеа да го припитам и момчето од дивата стипска прерија на Монголија. Ја запознавте на Скопското корзо 73-та. Така. Да. Така. Па тоа е стварно како во романи. Како во романи. Мислам на некој начин, да. Видите, 70-те години како цел свет и Европа во едно смисло во Југославија па во Македонија имаше големо движење на едно нова раѓање, на една нова идеја воопште во свет. Значи имаше хипи движење. Значи и мојата сопруга и јас и многу мои другари денес врвни уметници, сликари, поети, книжевници, бевме една генерација, хипи генерација, прва хипи генерација во Македонија. Значи и Така ние, во таа хипи заедница да, хипи заедница се и препознат. ние имавме одредено место во Скопско корзо Скопско корзо, добро. и таму излегувавме. И така и мислам тоа беше една Да, ма прилика ова ми е да- интересен. Вели ме припитоми. Така. Затоа што искрен да бидам, Добро. немав до тој момент намера да се оженам тука. Стварно, затоа што Стварно немав намера. да, стварно не, али ете, видиш, се случи то, значи така да во Каде ли ќе те животот. одведи патот во животот? Да, Така е да, тоа, да. Инаку мојата сопруга потекнува од Битола, она родена битолско чупе, нели, они викаат чупе. Да. И во тој смисол ја можам една слика да покажам, Ајде. колку да видат, камерата не ке фати, ова е мојата сопруга и синот. Така. Да. Супер. Да. Значи, синот има сега 40 години и по професија архитект, као Ја никоја мешавина од вас Као и татко од... ми. Да, и од... ја велам на жена ми дека нема ништо од тебе, него све на мене. А она вика не е точно. Обратно. Да. Али добро, тука. Да, како мелец. да. Не, Супер, знаете, да. и така. Ви благодарам за Да. вовидниот дел. Да. Сега, кај да се пресилиме? Да се пресилиме во Русија? Може. Да. Каде поладно? Да, од еден огромен град, нели, од една огромна земја, од Русија, како се најдовте токму со Јурукуски? Каде на пола пат беше љубовта или каде? На пола пат, да, поблиску кај Македонија. Запознавме на одморот во Бугарија. И така дојдов во Македонија на една недела за прошетка и останав на месец. Многу ме беше убаво тука. И дојдов заради голема љубов, поради голема љубов. Да. Што ви рекоа вашите родители кога кажавте сега тоа е тоа? Прво беа во шок. Да, малку затоа што јас одеднаш кажав дека јас најдов свој маж, готова, значи јас Тоа е све, тоа, да, избрав? одлучивме дека готово. Заминувам. И Така. што ви рекоа шок и потоа? Па прво време беа во шок, после дојде тука моите исто запознале с родители, значи гледале значи како што убаво беше стварно на нив и размислиле дека супер на мене ќе биде и тука. Нормално дека малку тешко без мене, тоа што јас сум едно дете во фамилија. Една сте. Да, едно дете, ама тоа е тоа. Да. Добро, кажете ми, вие пред тоа сте биле во Македонија или тоа беше прв? Не. Да. Перв Што пат знаевте, дојдов. нешто знаевте барем за Па, Македонија? Александар Македонски, да, знаев за Александар добро, и само Македонски, толку. да. Да. И така, дојдов заради маж. И научивте сега и историја, и се, и обичаи, и адети, сте поред. Да, многу сакам Македонија, значи многу почитуваме обичаи, стварно, значи земја многу мала, многу богата на традиција, на култура, преубава храна, луѓе се многу топли, затоа што ние сме таму фрижидере. Апсолутно. И природа, значи свет околу мене свие, јас сум исто до крај тука. До крај на живот. Одлично. Сега да се прошетаме до Кина, Марк, може? Може, јас да, Одиме си во го чекам Кина. редот, нема Да, проблем. во Азија, Да, во Азија. Па пак И ќе се пак се се враќаме враќаме во Европа, да.
Илена, зошто или што ви рекоа вашите, не знам колку блиски, можеби и подалече некои пријатели или познаници, кога одлучивте да видите ти успата да отидете да учите кинески во Пекинг? Па, нивната реакција е многу интересна и показател за промената во мислењето на европскиот дел и на овој западен дел кон тој простор. Затоа што јас на 16 години заминав во Америка, завршив таму средно училиште, се вратив, меѓутоа секогаш Кина ме фасцинирала како една далечна магична земја со бајки. Во тоа време, на крајот од 20-тиот век, за жал немаше многу информации која е Кина, како е Кина. Овде почнав да учам кинески приватно кај професорката Чин, додека студирав англиски јазик. И на крајот од студирањето се Тоа колку постави љубопитство, толку заради љубопитство повеќе. Да, така, повеќе заради едноставно се ме да се фасцинираше таа земја, имаше стипендии како што и сега има. И реков зошто не, за среќа нели ја добив стипендијата и заминав во Пекинг, значи од едно мало градче во Скопје заминав за Пекинг и реакцијата на сите, значи освен домашните најблиските кои секогаш ме поддржувале на мојот авантуристички поход по светот, сите ми па што ти текна Кина? За потоа бидејќи јас поминав 12 години таму студирајќи, работејќи во периодот 98 до 2012, имав таа огромна привилегија да видам Кина како се развива, како од еден нели заспан џин, што би рекол Хенри Кисинџер, во еден голем светски гигант и главен игра, еден од главните играчи на светската сцена. И за потоа како поминуваа годините, како секој лето се враќав дома, ми речат, па знаеш, па Кина можеби не е лоша така идеја, на крај да биде, па ти паметно направи што заминаш за Кина. Што заминав во Кина. Да. Добро, ќе имаме време да зборуваме што е тоа тешко или лесно за учење на кинески и така натаму, ама да отидеме сега до Белгија да видиме што прават. Овие што одат на вистина одат белгиците или толку го почитуваат велосипедот како превозно средство? Ова е искрена или точна информација која што ја добивме ние? Точна информација, да, вистина, и загадување тоа све го имаме во сите големите држави, големи градови, да се да кажам. Во Белгија, Брисел се знае многу коли, многу автобуси и такви стvari и вистина државата дава сега како поклон да кажам или карта за движење со автобус или да се кажува за луѓето што одат со велосипед, што го покажуваат, имат дел од парите што го плаќат. Така да, така, 1400 евра, добра математиката, 0,22 евра од километар. Сите информации што ги имаш, точни се. Така е, да. Има исто и како во Македонија, еден или два дена во годината што сите коли више ги стават на страна, ако вистина треба да го потребиш како да кажам колата, имаш дозвола специфична. Освен тој ден само постои да трамвај оди, автобус специфични и другото е или пешки или со точак еден или два дена, зависи која година се прави така. Мар, кога прв пат дојдовте во Македонија? Кога прв пат дојдов во Македонија, бев многу мал, не се сеќавате, имав 2 години, дојдов тогаш со баба ми, со мајка ми и вистина од тогаш се дојдов во Македонија. Значи вие сте по мајка македонец? Мајка македонец, да, баба ми македонка, дедо ми македонец, тетка ми македонка, вујко ми македонец. Потеклото голем, потекло ми е од делот од мајка ми е, да, вистина македонец, да. Дел од Прилеп, после од Скопје и после у Белгија, да. Да, значи блиску до ваша битола. Да, така. Да. Кажете ми, кога потоа, значи после 2 години, кога нели да речеме станува детето самосвесно па може да раскаже за своите импресии, а не раскажувани од своите родители. Кога дојдовте повторно? Кога дојдовте за не осем дојдов со баба ми тогаш, што ти требаше да имаше обврски преку државата и да видиме роднини овде се тоа. После тоа немав прилика да дојдам и на вистина малку за жал ја ставив на Македонија на страна. Живеев со баба ми, со традиции македонците све, со јадењето, тоа го знам, сарма, пиперките што ми правише, кравот. Од секогаш да вие? Пораснав сум така, се гледам и тоа го држев, тоа ми е во крвтата да кажам, во гените, не можам да избегам од тоа. Од македонската којна. И живеев кај баба ми до 12 години и така се научив да зборам македонски. Го заборавив малку измеѓу тој време и после сега пред 3 години имав прилика да дојдам во Македонија. Дојдов прв пат со вујко ми, видов некако е. Ми се допаѓаше од првиот ден, се врати во Белгија и неколку месеци после дојдов пак за да останам 3 месеци. 3 месеци да останете вториот пат. Да. Добро, и останавте 3 години. Да, уште, и ќе останам до крај живот. Да. А има врска тоа некаква со љубов, на одје љубов или? Има дел од љубов, од држава, од природата, љубов од љубовта, да. Има љубов од све околу тоа. Да заокружиме дека љубовта е таа или љубовта кон, нели, освен кон природата и кон некои одредени личности.
имаме дел од таја љубовта што не држи и што не врзува со Македонија. Не знам или па исто. Има секогаш. И може да е таму во Пекинг сега да се договориме, а може и тука да најголема љубов е самиот град Пекинг. Така што Вистина Пекинг имав прилика да одам таму за надпревар, за светски надпревар. Многу убав град е, да се изгубиш, ти ако немаш мапање со 6 ринг роуд, тоа е нешто огромно што тешко е да се снајдеш таму, да. Да, можете вие да ми помогнете во таа комуникација меѓу, значи што вас ве фасцинираше тогаш кога бевте во Пекинг? Во Пекинг жигантизм, не знам, тоа е по француски како е големо град, како може да се снајдиш во таква чудно е. Таму све, булевар овде има 2-3, таму 5-6 ленти, све е огромно. Кога сте били? Ја бев во 2012. Беше огромно, го видов се таму каде беше олимписки играчки, кај беа све таму беше Бејџинг, беше чудно за мене. Истина дојдам од Белгија мал град, мала држава, Брисел, окей. За неколку луѓе големо е, ма кога одиш таму, нема веза. Многу мали сме. И кога ги гледаме на телевизија кинези, кога вие сте, кога гледате кинези кај нас, и во Белгија или во Македонија, чудно ги гледате. Кога сте таму, вие сте чуден. Оти имате само еден странец, да кажам, и само кинези околу мене, многу има. Улиците се пуни народ, да. Популацијата е над 20 милиони. Да. И тоа е фасцинантно. Пак ќе кажам колку тој град експлозивно порасна. Јас кога стигна во 98 имаше само третиот тој ринг. Сега има 6. Сега има 6, значи можете да замислите колку. А кога вториот пат отидов Телена повторно да работите? Значи не, јас заминав во 98 да студирам. Завршив во 2002, уште една година останав на специализација, па се вратив во 2004 и 2005 повторно заминав да работам. 7 години работите 7 години. Значи вкупно 12 години во периодот. Не знам, по 14. Да се живее и таму, треба да види, да. Не, кога сте млади, навистина многу динамично и космополитски, како оваа маса. Да речеме, јас 2 години имав цимерка русинка од Владивосток, која е нели на крајот последниот руски град во Азија. Фасцинатно место. Една година имав монголка цимерка, една година имав французинка. Кога живеете во таков голем космополитски град, особено го студирате, еве тој период е најплоден, најдинамичен, кога се среќавате со најразлични луѓе и култури 24 часа во денот. Значи, вие живеете во Кина, меѓутоа имате допир со сите останати култури во светот и навистина тоа е едно огромно богатство, значи и среќа и привилегија. Огромна привилегија. Има еден убав квартал во што сите странците се Санлитун. Да, Санлитун, каде што сите странци гравитираат, бидејќи Пекинг е административниот центар на Кина, додека Шангај е бизнис и погламурозниот дел. Меѓутоа и е многу интересно бидејќи како секаде во светот, како нели еве истото е во Русија, нели меѓу Москва и Санкт Петербург, тоа ривалство, во Македонија Скопје и Битола, во Америка Њујорк и Лос Анџелес, исто и во Кина, Пекинг и Шангај, постои таа спротивност бидејќи Пекинг е центарот на културата, на историјата, каде што административниот дел, додека Шангај е тој посекси дел, нели, каде што сите возбудливи работи се случуваат, а исто и странците, сите имаат тие што остануваат во Пекинг, се про Пекинг и него сакаат Шангај, еве јас навистина него сакам. Секогаш го сум одела на службен пат, одам, влегувам и заминувам, бидејќи во Шангај во Пекинг, во Пекинг, значи има толку културно-историски, има над 400 музеи, значи тука вие забранитиот град, значи вие ќе се заборавите месец дена, вие малку да прошетате да видите културно-историските споменици. Има нели сцена како во Њујорк, на ресторани, на ноќен живот, значи да, веќе во Пекинг е како во Њујорк, нема кујна во светот која не можете да ја најдете. Во Шангај тоа уште поразвиено, меѓутоа таму културно-историски споменици е едно попладне, останатото време е нели проводи за забава. Така што што вие? А ако одиме во Монголија, што треба да посетиме, што мора да видиме? Освен што ќе бидат срдичните и гостопримливи монголци. Па, во споредба, да речеме, територијална, во споредба на Македонија или бивша Југославија, Монголија е огромна земја. 60 пати е, така? Да, 60 пати поголема од Македонија. А тука некаде со население, така? Околу 3 милиони. 3 милиони, 3 и нешто милиони. И бидејќи тоа многу огромна земја, каде што
се застапени, како да кажем, најразлични овие географски појаси. Да речеме, на самиот јужен дел имате пустиња Гоби. Исто така, пустината има своја убавина. Мислам, тоа е некој странец. Кога би одел, тоа би требало да го види. предложено обавезно да посети. После како идете на кај север, да речеме, има степи, оние безкрајни степи. Значи, кога ќе застанете у степа, све 360 степени, гледате само линија и ништо друго. После има полупустињи, па после како идете на север имате планински краеви, па уште на самиот север имате богата шума, езера, како да е Швајцарија, да речемо. Го имаме исто во Македонија, не? Да, да. Значи, ние тоа викаме како монголска Швајцарија. Значи, тој таков географски појас. Сега, што би предлагал странец кој ќе оди у Монголија, има толку многу место да се види. Ден денеска, например, атрактивни места, да речем, може да наброим многу, али најмногу да наброим, да речем, да кажам, едно од тие места има тоа светски енергетски центар, се вика, тоа на јужниот крај, блиску до пустиња Гоби, кај што е изградено уште 12 век манастирски комплекс, кај што така е света земја, кај што странците обавезно таму идат и остануваат, не знам, 7 дена, 24 сата да седи, да лежи на таа земја, евентуално ако има некои своји здравствени проблеми и така натаму. Таа помага. Да, не да помага, него тој, али треба у свеста длабоко да треба да има она желба да се тоа поприми таа така, енергија. Инаку тоа може не влијае на тоа што случајно, онака како забава го сваќа. Значи тоа е едно место. Да, тој од Шангај после забава да дојде таму, нема ништо да му помогне. Нема ништо, да. Поздравствено, да. После тоа има многу други места во главниот град, секако кој што задниве 10 години на страшно брзо темпо се развива, мислам, структурално, мислам, инфраструктурата. Да. После има многу место, да речеме, родното место на Чингис Кан, па, например, разни стари градови од времето на Монголска империја, па после професионални ловци може да одат на лов за трофеи, диви кози, муфлони или антилопи. Тамо, например, со авион или со хеликоптер, кога одите и гледате доле степа, ми се чини дека степата сама мрда, затоа што има толку многу бројни тие антилопи, како елени, како така. Значи, толку многу ги има што као земјата мрда. Значи, тоа е многу интересна слика, исто така. Да, супер. Накратко би било тоа, не знам, што би можел да... Кога сме кај кујната или кога е нешто специфично, да, можете да пробате ракија, да речеме, од млеко. Така. Ракија од млеко? Да, ракија од млеко и уште нешто што вака чепкајки за Монголија били, пијат и млеко од кобила, така? Тоа е многу по вкусот слично на млекото од крава, така? Да, да, точно. Тоа е нешто што никаде во свет нема, затоа што види, основно монголите се номадски сточарски народ. Во основно, ја велам, значи од древно време. И они знаат да прават од продуктите на своите животни, да прават разни продукти. И во тој смисол, значи, они од млеко прават и ракија, да речеме, јака, 50 степени. Да. Или, например, оно кобило млеко, што ние викаме бело пиво, тоа има 7-8% алкохол, али тоа е многу лековито. Како 7-8% во млеково? Да, да, да. Не, тоа се прави на посебен начин, да се добие, значи, она кој турете у чаша, значи, она како пиво, значи, слуша звук. Да. Само еден податок да кажам дека нашиот, да речеме, југословенскиот легендарен председател Јосип Броз секој година добивал точни количини затоа што му помагало нешто неговото здравје да биде добро. Го има тоа никаде или мораме до Монголија? Нема, тука назалост нема таа. И значи тоа е од ковидо млеко правено, лековито, ние као деца сме израснати пиеки тоа. И да.
Супер. Да. Добро. А ако се преселиме сега во Русија, ќе ни кажете само ние сите, па еве се договоривме дека и белгиците ја викаат руска салата, ама русите не ја викаат руска салата, а ние нова година без руска салата не бива. Добро, исто и во Русија главната традиција на Нова година е руска салата, само ние викаме оливје, затоа што руска салата измислил француски кувар и име беше оливје на кувар. Така е, да. И ние викаме... Што ставате вие во руската салата, сега да се договориме, Катерина? Ние ставаме исто што и Што тука имате Македонија, дома? грашак, морков, компир варен, Добро. шунка или месо варено, например, мајонез, криставички солене. Супер. Значи, Да. се договараме дека тоа мора да има во Јурковски руска салата, барем тоа ве асоцира. Јас правам, нон-стоп, секоја година јас ја правам, Да? тоа е традиција, да. Добро, а кифлички што друго има во руската ние, новогодишна трпеза, Да, што нешто? во Русија ние повеќе јадеме црн леп. црн леп. Кај нас традиција да јаде црн леп. Црн, Добро, тоа е баш добро, црн. вака да се научиме сите да Тежок јадеме леп, црн леп. стварно многу се најадуваш од овој леп, затоа што дава Тежок, многу тако, енергија. како Тежок. мокар, така? Да, Некако. да. И воопшто нашата куња во Русија потешко од, например, Македонија, затоа што нели и поладна, мора да јадеме нешто помрсно, значи повеќе месо. Исто земевме од Азија многу имаме пелмени, наша традиционална куња, со месо како тесениње со месо внатре. Маш ми многу сака. Со павлака, значи стварно многу убава, ама све тоа е мрсно. Да биде Добра, топло. а тука како внесовте сега дел од руската, дел од македонската или како? Што готвите? Се готвите? Јас многу сакам македонска куња, затоа што јас многу сакам полесна куња. Зеленчук, манџи, различни такви ајвар, сиренце, таква работа. Правите ајвар, научивте? Правев еднаш. Еднаш, доволно, Да, значи знаете. еднаш, да, правев еднаш. И секогаш кога одам за Русија, носам ајвар, затоа што во македонска е икра. И сите барат ајвар, само донесете, молам, ајвар. Значи Да. супер. И русите знаат што е убав ајвар. Русија обожаваат ајвар. На Затоа што кај вистина? нас нема во Русија ајвар, значи нема. Тоа е нешто уникатно. Да. Ама и тука јас готвам руска кујна и борш и пелмени понекогаш. Стварно внесувам и свие на луѓе, стварно блинчики, палачинки, да. Блинчики. Да, блинчики имаме, баш за блинчики имаме обичај, имаме празник, се вика Масленица, баш пред една недела за Великденскиот пост. Добро. Цела недела ние правиме палачинки во Русија. Секаде Убаво. одиме на гости, значи различни палачинки со разливи. Ама добро, тоа се и солени и благи, и така? солени, и благи, значи зачинените различна со све што има. Супер. Да, и така многу убава традиција, стварно супер, многу убава традиција. А кажете ми, се слави нова година во Белгија? Се слави нова година во Белгија, ама како ти избориш Да. За кујна? руска салата, не ја правиме ни за Божик, ни за Нова година. Не Ние ја правиме правиме? целата година, може да правиме руска салата. Ние само за нова година, тоа е нешто... Тоа за нас е како главната. ордевр, да кажам, може да одиш во ресторан, сакаш руска салата, онди ти го дават исто така мешано грашак со компири, со морков, со мајонез и имаш еден јајце така варен, сечено од два, тоа е руска салата. И може да се става и шумка и такви ствари. Да, ме тоа е повеќе како ордевр, како салата. За Божик ние имаме друга, како да кажам, навика, е повеќе мисирка. Мисирка што се става на маса. Ама со мисиркава заедно немате никоја салата? Полнета. Не оди салата, не е повеќе оди. компири, зеленчук, има како да кажам шу, зелка со тоа многу поготвено. И мисирката е многу дебела на маса, знаеш, и понета. Една мисирка да кажам за 6-8 особи што се околу маса, има околу 10 кила. 10 кило? Да, тоа не се јади само денот и уште и наредниот И ден се следниот јади. ден. Има уште Да. за јадење и случајно ако има луѓе што доаѓаат, има доста за јадење за сите. Тоа е традицијата да кажам за Божик. Нова година другше е, повеќе јадиме како школки, фуагра, джигер од патка, такви ствари, има пофестивно, тоа се прави повеќе надвор. Се земи мали закуска дома и после се оди надвор и го како го правиме нова година надвор, на големото плоштад или такви ствари, тоа се прави повеќе надвор. Да. И сега има уште нешто чудно што е, овде се прави за бадник, Божик Да, на бадник да, да. мислам го има лепчето Тоа со овие денови. Да, лепчето со паричката. Така е, лепчето Во Белгија со се прави, ма не лепче, тоа е една торта од лисно тесто со крема од бадеми внатре и исто има една паричка
Истото е истите Кремот од бадеми, ако Да. ти се падне паричката, Да. отиде во... Епа исто е, се јади, убаво ќе ја се јадиш. купа, Да, да. се гледа. Се гледа, да. Да, па затоа велам, да не случајно се случи. Гледаш ти навиките, адетите се малку различни, има и блиски што се исти. Така, тоа е. слични. Да. Пред да слушнеме што е она што ја фасцинираше Елена, да речеме, во кинеската кујна или што прават тие на некои своји празници или како ја слават кинеската нова година, одиме на блок реклами и се враќаме веднаш. По рекламите, Елена, рековме, ветивме дека ќе прошетаме повторно до кина, да пробаме нешто од кинеската кујна. Велите имаат заедно со обичаите и работи кои што се готват, така? Да, се разбира. Секој традиционален празник е поврзан со трпезата, со семејството, со храната. Тоа е најбитниот и најнеизбежниот дел. Повторно, модерниот човек мисли дека е тој првиот кој ги измислил работите, дека претходно немало размена. Еве, пелмените што ги спомнавме, всушност доаѓаат од Кина и ние на македонски ги преведовме како пелмени. Тоа е храната која се јаде за кинеска нова година. Значи, во Кина сега, значи во последните 10 години се кога ќе слават тие сега оваа година? Значи кинеската нова година оваа година која веќе започна, значи денеска сме 7 јануари, за 21 ден, на 28 јануари е првиот ден од кинеската нова година која се слави 2 недели. 15 дена, така. Да. Значи во Кина последниве 10 години како нели новитет кој е преземен од западиот, популарната култура и Холивуд кој нели влијае на сите нас, се слави, се одбележува, да речеме, католички Божик, кој паѓа на 25 декември, меѓутоа тоа е преземено како што ние го славиме Свети Валентин. Значи како еден забавен начин да се одбележи некој празник. Значи нема никакви христијански овертон, што би се рекло нагласки, него едноставно се собираат, излегуваат затоа што цел свет слави, па еве ова е изговор да се оди во шопинг и да се јаде, исто и со нова година, значи западна нова година, почетокот на во календарот, каде што нели си има ватромет, се слави дома, се гледа програма, меѓутоа тоа е повторно се смета за западен обичај преземен од западниот дел светот, каде што и ние припаѓаме. Традиционално, веќе 4000 години се одбележува кинеската нова година. И сега, да не ве залаже насловот, бидејќи кај нас нова година е поврзана со зима. Кинеската нова година на кинески е фестивалот на пролета. Значи, се одбележува почетокот на пролета. Значи, затоа е уште повесело се празнува, бидејќи сите изморени од долгата, тешка зима, ја дочекуваме пролета. И затоа се слави во весели бои, доминантна се разбира црвената боја. Целото семејство, без разлика од каде е вечерта пред кинеската нова година, се собира дома на трпеза, каде што се разбира има пропишан протокол кои јадења се јадат. Меѓутоа да не заборавиме, Кина е огромна земја, нели моментално најголемата со голема популација, трета по големина во светот, значи различни делови од Кина имаат различни обичаи. Меѓутоа главниот обичај во северниот дел на Кина е се јаде заедно со семејството, ги подготвуваат пелмените, кои се може да бидат со месо, со зелечок, зависно од вкусот на семејството, се готви риба, затоа што во кинескиот јазик изговорот на рибата е сличен со зборот што значи да се има богатство, така што се јадат јадења чиј изговор е сличен на оно што им го пожелуваме на најблиските. Значи здравје, богатство, успех и така натаму. Значи исто се јадат долгите нудли, бидејќи тоа значи долг живот. Се јаде кокошка, бидејќи нели во минатото да се има дома животно било нели луксус, меѓутоа се смета дека секој семејство може да подготви. Се јадат мандарини, бидејќи изговорот па на мандарини исто има добро значење. Значи трпезата се сполни со тоа, значи и на северот ќе јадат пелмените, кои за среќа бидејќи во Скопје имаме кинески ресторани, може и да се пробаат во трите кинески ресторани во Скопје. А на југот па се јаде торта во облик на риба од леплив ориз. Бидејќи кај нив не се јадат пелмени, меѓутоа се јаде тоа. Значи, зборуваме за јужниот дел на Кина. А сте пробале кучешко месо таму? Вака, сега многу ми е мило што има тука некој од Монголија. Значи, јас имам пробано кучешко месо од мојата цимерка од Монголија, бидејќи нормално тоа е земја каде што нели
се негуваат коњите и е навистина пријатно. Бидејќи јас по уверение сум космополита, значи ако некоја култура јаде нешто, значи не треба да се има одбивност. Никаква одбивност. Да. Да. Значи ова е дел од културата. Да речеме мене кога ќе ми дојдат пријатели во Македонија на гости, кај нас еден од деликатесите е нели похован овчешки мозок, што за нас е деликатес, меѓутоа јас има најразлични реакции како вие сте варвари или што го јаде. Така што човек треба на сите тоа да со отворен ум и значи што медна култура тоа со векови го прави, значи има некакво значење, сигурно добро се почитува. Така што сите тоа е поврзано бидејќи за кинеска нова година нели истото и кај нас се случува со ветрометот, мора да се спомене, главното нешто освен храната е и огнометот, кој во Кина е ама веројатно во Пекинг изгледа тоа не секаде, бидејќи луѓето се забораваат и значи се пука со денови, со ноќи, затоа јас во Кина за моите 12 години само 2-3 пати имам престојуване за кинеска нова година, затоа што не можете да како воена зона, иначе 100 пати неколку години ги забрануваат затоа што има луѓе се повредуваат. Меѓутоа јас препорачувам кој има можност, една од најубавите доживувања во светот е на полноќ на кинеска нова година да сте во авион кога летате надвор од Пекинг, од Шангај, значи го имате целиот град и тоа е како експлозија на цвеќе, затоа што ветрометите кај нас што е оној најголем огномет на плоштад, тоа е уличен, значи локален, значи сите купуваат, се фрлаат огромни пари и тоа е навистина вака еден уметнички доживување го препорачувам. Ама само од авион. Од авион, бидејќи ништо не слушате, само гледате и уживате. Јас кога беше тоа ненамерно, тогаш заминувавме ние на Тајланд на одмор, вака авионот просто ќе се превртеше што сите наваливме на прозорите, што навистина е прекрасна. Да. Супер. Кажете ми само, имаме многу книги овде, значи освен што нели сте архитект, освен што сте сликар, моден дизајнер, сте и преведувач и сте почесен член сега и во Друштвото на писателите на Македонија. Сте македонец, како да ви кажам сега? Вие си знаете, ама јас сега да ви кажам, да не мислите дека е поинаку. Почесо сме во Македонија. Да, на 6 сме тука, да. Друг ми беше маметот, за мене интересно е, освен што ќе ми споменете кои се тука книгите кои што ги носевте, веројатно имаат сите своја приказна. Како тоа на монголците, на вашите, нели, кои што треба да дојдат, ако сакаат, како поети да присуствуваат на струшките вечери на поезијата, дали ми е точно оваа информација дека мора меѓу другото да ја научат ТГ за југ на македонски. Точно. Да. Инаку без ТГ за југ не доаѓате на југ. Да, еден од важните услови за да тој биде поканет на учествува на струшки вечери, нели струшки вечери на поезија е афирмирана светска манифестација, така да мислам као шега им викам, значи пред многу години јас сум превел песната на Константин Милодиновски, ТГ за југ на монголски, и тоа беше повеќе пати публикувана во поетски списанија кај нас. И тој превод, оние нашите поети ги, мислам, како песната засака толку многу, стварно, искрено да кажам дека секој што прочитал е засака песната и заради тоа ја викам мора ова на изуст да знаете, па за да дојдете, да, точно. Да. Кога сме кај поезија, например, еве, може да и покажам, значи сме издале антологија на современа монголска поезија. Добро. Тоа е од прилика 60 и кусур поети монголски, мислам, од врвните современи поети и преведено, јас го преведував од монголски на македонски. После има повеќе изданија, меѓутоа има исто една книга, еден познат наш поет Мендојо се вика, тој беше кандидат на Нобелова награда, популарен светски признат поет и неговите поезии се преведени на македонски, се вика со наслов Мојата питома лирика Мендојо. После да речем исто така истакнат монголски поет Данзан, исто насловот Мојот свет, исто преведена на македонски јазик. Али да спомнам дека и од македонски поети се преведени на монголски јазик и издадено. Славе Георги Демовски и Бранко Цветковски, исто на монголски јазик и така натаму.
Да. А, А она што сте особено горди е дека треба да излезе нешто што да, го подготвувате. тоа сакам да кажам, значи ово е едно пробно штампање. Да. Едно Верно на историска, оригиналот треба да биде. да, историска книга напишана од 12 век од монголски тогашни учени луѓе, се вика Тајната историја на монголите. Ова е историска светски призната книга, преведени на 40-50 странски јазици и сега ќе биде преведено на македонски јазик. Мислам, ова е првична Ова е пробна првичната верзија. издание, да. Да. Значи тука и све има како што оригиналот, Податоци, така и така е, преведено и разни споредби на светски империи и така Да. натаму. Зборувавме дека монголската била најголема империја во светски рамки, така? Така. Во 12-тиот век, од 12-тиот, 13-тиот Така, век. така. Да. Чингис Кан, Добро. секому е познат. Кажете ми, тој... суеверие има во Монголија? Кој? Суеверни дали се монголците? Слушнав или разбрав од ова што се подготвував, дека немало, не знам ќе ја прашам Милена да ни кажа, 13 кат немало на зградите и дека во телефонските и регистарските таблички немало број 4. Има врска тоа или нема? Точно, кога ќе Да? влезете во Кина, во големите градови, 4, 14, 13 е преземено од запад, меѓутоа Добро. 4 и 14 нема. Добро. Од многу едноставна причина, затоа што зборот С, значи 4, е ист, е хомофон со смрт. Значи, никој не сака ни да купи стан на 4 и 14, мислам тој физички постои, се разбира, меѓутоа има друг број кој ќе, ако брнете внимание, кога ќе влезете во лифт, нема, а ШС значи да умреш, значи, така што Така тие што броеви убаво. не постојат, значи Не, и не. ни во Заменик. ни регистарски таблички никако, меѓутоа од друга страна бројот 18, бидејќи 8 значи да си богат, 6 значи си богат, значи на 18 испрестановите се секогаш поскапи, ако вашата куќа е број 18 плаќа дупло. И број 9 нешто така имаше, нема Да, бројот 9 знае долго. Значи кога на свадби обично се бидејќи во Кина не се даваат подароци, се даваат пари во црвен ковер. и црвено е Во обличена. црвено плико, исто и за да. Нова година постарите на децата им даваат. И сега не можете вие само да ставите колку сакате пари. Мора да бидат точно банкноти по одреден број. И да речеме се дава 6999, затоа што е значи за секогаш долго да живеете. Да речеме свекрвата на снаата и дава 1001 јуан, што значи дека е една во 1000. Така што бројките имаат некаква посебно значење. Така што бројот 18 ќе видите кој ќе сретнете кинез, ако во вашиот телефонски број има 18 или никако. Јас имам пријатели во Канада каде што деки нели има многу кинези, особено од југот кои се особено суеверни. Бидејќи другарка ми живееше во број 18, вика нас барем еднаш месечно застанува некој кинез и на лице место ни нуди да ни ја купи куќата затоа што бројот 18. Супер. Значи, да. само да додадам Да, дека кажете. што прашавте, значи кај нас не постои таква суверија Добро. према броеви, према такви работи. Мислам што Да, што постои во госпожата Кина. што кажа Да. дека постои во Кина. Меѓутоа бројките исто има значење. Значење, така да, е, да. али има си значење како осмица, бесконечности и така натаму. Меѓутоа нема таква суверија, не смеем да земем под број 3 или 6 во стан или такво нешто не постои. Сега, друго нешто, кога спомнавте во најавата дека Монголија се применува кирилична буква, така. тоа е точно. Тоа е, види зашто. Затоа што ние припаѓавме како у блок на братски социјалистички земји. Значи, после 40-та година ние на некој начин бевме приморани да примениме кирилица. Значи, по влијање на од руските браќа. Економски и секакви други причини. Меѓутоа, монголците, ние имаме своја си стара азбука, стара писмо, може да кажеме. Значи, ова книгата, Тајната историја на монголите, да речеме, еве како изгледа насловот на монголски јазик. Еве, писмото како изгледа може екран да фати. Тоа е старо монголско писмо. И тоа е од обратно се чита така? Не, тоа се чита вертикално. Се чита од овде вертикално. Тоа се некои символи како во кинескиот или тоа се букви? Не, тоа тотално различно, нема ништо слично. Нема ништо слично. Например, постои и регион
во состав на Кина, северниот дел, тоа се вика внатрешна Монголија. И таму се пишува исто вакво писмо. Госпожата што спомна пелмени што се прават, што консумират во северниот дел, ствари највише конзумират тие монголците. Пелмените се многу слични и нешто како што ние нарекуваме буз. Значи нешто многу слично се прави на пареја, се приготвува на пареја, од тестенини и сукани мали парчиња, внатре се става дали месо, дали ориз, дали некој друга содржина. И значи тоа е тоа. Али многу типично, кој што вие рековте, значи северниот дел, таму кај што популација има, монголска популација. Нажалост, денеска припаѓа у состав на Кина. Времето го изгубив. Јас мислам дека во тука биќе овде има 3 соседни земји. Русија и Кина имаат најдолга природна граница. Тука е Монголија. Мислам дека да се држиме до културата. И до храната, да не навлекуваме во опасни води. Така. Дали може да ве замолам, како добро ни тргна муабетот, да искомуницирате, секако со превод на македонски, на вашите мајчини јазици, освен Елена што би зборувала со вас на кинески. Може ли да се обидеме да видиме, еве, например, еве Екатерина, нешто поставимо како прашање со превод за нас и нашите гледачи на господинот. На Монголија. На руски. Вие на својот мајчин јазик сите поставете му прашање. Вие одговорите на монголски, така е, со превод. Може ли да се обидеме како би изгледало? Слушам. Ајде вас. Скажите, пожалуйста, в Македонија какво е ваше самое любимое место для отдыха? Да преведам на македонски? Да, преведете. Кажете, во Македонија, кој е најомилено место за одмор? За вас лично. На монголски. За энэ асуултанд хариулахад бас нэлээд зүйлийг бодох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ юу Македонд одоо бараг 30 гаруй жил амьдрахтаа энэ Македон улсын одоо хамгийн гайхамшигтай газруудад би явж үзэж байсан. Што ја кажавте? Тэр олон газруудаас нэрлэх юм бол одоо жишээлбэл одоо олон уул мод тэгэл одоо энэ галичник охрид струга гэл олон газрыг нэрлж болж байна. Добро, ајде кратко. Значи да ја поедноставно да преведам дека да, после толку години живење во оваа прекрасна земја, како што вели библиска земја, благословена од Господ, значи после толку години живење, ја стварно со големо задоволство можам да набројам многу места во Македонија, што за тие години сум прошетал, не да речем, пошто се занимавав и со една работа кој многу бараше патување, значи да не бидам скромен, значи само неколку села не сум бил во Македонија, иначе сите планински врвови и села, градови сум поминал. Да, супер. Хајде сега вие на Окей. На монголски, Нөхөр ноён би чамаас одоо нэг зүйлийг асуумаар байна. За яг гэвэл юу Белг, Македон хоёр орны хооронд одоо төрсөн их тамирын одоо ах トゥ байдаг гэмээр. Тэрнийхэн тухай хэлж өгнө үү? Значи кратко, прошу. Да. Това очекав. Велам, значи вие сте една перфектна комуникација меѓу Белгија и Македонија, потекнувате од свој мајчина страна, значи носите македонски крв, ген, да кажеме, и околу тоа дали сте многу горди што сте таков човек. Да. Ја можам да кажам дека сум многу горд. На белгиски, Je peux dire que je suis très fier d'être macédonien, malgré que mes origines sont de Belgique. Je vis en Macédoine, je suis macédonien et je suis un grand patriote. C'est vrai, mes origines me font de moi, de mon grand-père, de ma famille, de me ressentir plus macédonien que belge. Браво. Voilà. Освен јас можам да кажам оти како Всушност не белгиски, тука е како јазикот фламански, така? Не, јас зборам француски. Француски, така, да. Не, ја кажав оти многу сум горд да бидам македонец. Пред тоа живеев во Белгија, ма со потеклото македонец, повеќе се осеќам македонец од белгијанец. Луѓе ќе ми кажат жал за тоа? Не, така е. Ја пораснав со баба ми, со дедо ми голем македонец што беше тогаш. Ми го даде това љубовта во Македонија, може
како да кажам, не доцнам, ајде, за повеќе, како да, не знам како да го објаснам точно со убавите зборови, ми требаше повеќе време за да дојдам овде. За да ве донесете патот повторно во Македонија. На вистина сега што сум во Македонија, сум голем македонец, голем патриот. Јас сакам Македонија и вистина живеам во Македонија, сум многу горд. И љубов, ето И тоа. љубовта е дел од мојот Е универзална, така е, да. Ајде сега, ако не на едно на француски. Bon, да ти прашам нешто, ајде, je vais parler quelque chose. Pour toi, la vie, comme on parle de Chine, est-ce que la vie en Chine t'intéresse plus que la vie en Macédoine? Est-ce qu'il y a plus d'intérêt pour toi à vivre en Chine ou vivre en Macédoine? Јас ке ти прашам сега, ке ти го кажам по македонски, за тебе како живееш ти во Кина и сега си во Македонија, дали тебе има повеќе интерес или повеќе ти е да живееш во Кина или да живееш во Македонија? Na China. 是这样吧，是非常难比较吧，因为马其顿是我的国家，但是中国是我选择住在的国家，当然年轻的时候，中国比马其顿有意思的多，因为是那么大的国家，文化很丰富，人特别有意思，所以这是非常难的问题，所以我觉得两个国家真的有意思。Значи, навистина е тешко прашање што ми поставите. Бидејќи Македонија е мојата родна земја, значи тука сум родена, а Кина е мојата земја родна по избор. Така што кога бев млада, навистина поинтересно беше, затоа и заминав. Поголем предизвик, таа голема земја, многу поинтересна, со богата култура, со интересни луѓе, со интересни настани. Меѓутоа, еве сега живеам во Македонија, така што навистина тешко прашање, ќе речам дека е исто. Не преферирам. Браво. Супер. Одлична комуникација и сега само кажете ми, тогаш не е тешко, нели не? Предрасуда е само дека кинескиот е многу тежок. Видете, јас зависи од начинот на кој пристапувате. Ако ми кажете за мене астрофизика е многу тешко, така? Јас себе сакам да јадам, меѓутоа не знам да готвам. Мене ми е полесно зборувам кинески отколку да готвам, така? Катерина е дерматолог, така, тоа е веќе наука, исто би било тешко. Или вие сте архитекта, тоа вклучува математика и наука. Пре би седнала да научам монголски, него седнам да учам архитектура. Така што она што нормално е кај луѓето, нели, кои ќе слушнат сосема непознат звук, немате топир со јазикот, со културата и кој ќе го слушнете, нели, на фама. Меѓутоа, ако седнете да го научите, се учи секој јазик. Баш како ви спомнат бројки, од 1000 до 3000 символи за не, тоа се, значи видете, значи тоа се знакови. Знаци, да. Прво нас тоа не плаши нормално, бидејќи ние и русите исто и французите, нели бројки се големи тоа се звучи многу ние страшно. користиме азбука, значи која е фонетска. Кинескиот не користи фонетска, тоа е логограм, значи пиктографско. Тоа се значи знаците се слогови со минимално значење. Значи вие кога ќе ставите еден знак или два знака веќе има значење. Искрено, писмото е најлесниот дел од кинескиот јазик. Зошто? Затоа што во кинескиот јазик има тонови, бидејќи е универзално секаде се користи во Кина и еднаш што го научите, тоа е тоа. Меѓутоа, бидејќи Кина како што е огромна, има различни изговори, локални дијалекти и така натаму, кога ќе ставите тука и тие 4 основни тона, тука е веќе големиот предизвик и тоа е грешката кога се учи кинески, сите трчаат што побрзо да го научат писмото или значењето, малце време се обрнува на тоновите, а тие се најважните. Најделот што со најголем предизвик. Значи, како секој јазик, ако му се посветите, како секоја нели работа која што ќе научите, може да се учи. Еве ние бидејќи јас работам во Институтот Конфуци при Универзитет Кирил и Методи, каде што се одржува настава по кинески јазик. Имаме ние ученици од 5 до 75 практично и ќе видите во секоја група има извонредни извонредни примери. Имате кои се навистина посветени и ги интересира, и бидејќи кога го учите кинескиот, не го учите само јазикот, учите една друга култура, филозофија, книжевност. Така што навистина битен е ентузијазмот и подготвеноста се посвети време. Супер. Ништо друго. Можам само да сум повеќе за филозофија за готвење. Да. Многу обожавам. Навистина. По готвењето има филозофија. Се готви на тој начин, со тој ингредиент, со тој намирница, све има филозофија позади тоа. Ако има еден начин на готвење, има. Тука за готвење одиме не уште еден блок реклами и се враќаме со финишот на емисијата.
Да. И после вториот блок реклами остануваат уште 5 до 6 минути за овој убав муабет да го некако заокружиме. Да, јас сега, Екатерина, не ве прашав дерматовенеролог сте, така? Да. И сега, каква е кожата на македонките или на македонците, генерално? Убава кожа имате. Убава кожа Убава имате, кожа. добро. Убава Не луѓе. можете само вие да се фалите со убава кожа, така Не, некако? јас така. А? Од север. Не. Не, убава не. кожа. Не, стварно македонци имат и убава кожа, и убава коса, значи стварно богате сте. Дебелина на кожа е добра. Само многу сонце има и тоа е лошо, затоа што Не знаеме да се чуваме, така? Да, мора многу да се пазите, затоа што многу сонце и затоа и пигментација после се појавува. Тоа е тоа. Супер. Да. Да. Ви недостига Русија? Малку, да. Малку. Што е она што ви недостига? Снег. Снег. Да. Ајде, сите, какво има некој молење, начин на молење да се помолиме за снег во новата. Па имаме Да, снег, на ама планината. треба да тргнеме. Под шапка, Сите сме на со врски, магаво, затоа. треба себе да се качи малку, Да. Вашите не ви достигаат тие или? Да. Кога ќе ви нормално. недостигаат, Нормално, тркнете, ги да, видите и- Да, еве сега скоро ќе заминам. Да, супер. Да. Да. Марк, Да. што ви недостига од Белгија? Што да стига од Белгија, да ти кажам право, јас сум за готвењето. Има неколку чоколадо, нешто такви ствари, тоа ми фали вистина овде. Пиво специфично што го има во Белгија. Што личи ни овие нашиве пива, не? Многу, не, све што има во Македонија, многу ми одговара. Ма неколку така специјалитети Неколку работи што ви се баш ваши, Што бев така. навикнат таму ги немам. Си прам со друго. Ајде, да кажам тоа ми фали и вистина децата што сакам да ги видам малку повеќе време, ајде тоа ќе се прави. Полека ќе се смени. Има авиони. Има, има летови секој, не секој ден, ма иде 2 пати неделата што може. Да. Елена, ќе се вратите пак во Пекин? Јас сега баш се па вратив вие си во патувате Пекинг, нон-стоп, да. значи. Благодарение Значи, не на ви недостига. работата имам често можност да заминам за Пекинг. И мене исто, како на секом, ме достасува атмосферата, динамичноста на градот, храната, бидејќи, како што споменавме во паузата, не можете да речете кинеска храна, туку да речете словенска храна. Значи има различни предели, Така и Различни прекрасни кујни, различни така натаму, кујни, да. пријателите, така што се разбира, кога сте се задомила на друго место, Така. ви Никога сте недостасува. таму, ви недостига нешто одовде. Кога сте Кога одовде, бевме таму, се разбира со пријателите од овој дел на светот, навистина многу имаше особено кога беше нашиот Божич, значи точно на овој ден, тогаш многу ви недостига, меѓутоа имавме ние среќа во Пекинг, бидејќи малце е познато секаде во космополитските градови имате нели гетоа или делови странски. Најголемиот во Кина е руската четврт, бидејќи таму е И вие најголемата. вас супер и Да, таму. бидејќи имаше руска црква, па така Да, одевме, се да. дружевме сите, има многу убави руски ресторани и таму ќе седнеме и ќе се присетевме малце на. Супер, да. И започнавме со вашата приказна, најмногу сте ни овде во Македонија. Завршуваме и со вас. Ви недостига Монголија? Кога последен пат бевте? Па да кажам дека многу нешто ми недостига, али како што претходно реков, значи една космополитска порака, Да, дека супер е во таа. која земја да се Најдеш, чекорите и пиете нивна вода, морате да ги почитувате нивните правила и адети. Така. Така што овдека во Македонија ја прифаќам со огромно задоволство сите адети традиционални и нешто македонски. Меѓутоа што би рекол, што ми недостасува? И точно, многу нешто ми недостасува, али успевам да анулирам тие носталгични работи, оти човек може да страда сериозно ако нон-стоп биде окупиран со тоа. Значи, ќе кажам дека ми недостасува оној огромен простор, степски простор. Затоа што некогаш се осеќам као многу сум стиснат од сите страни, затоа што не можам во хоризонтот да видам, да речеме, Камила. Значи, тоа највише што ми недостасува и некои инсерти, да кажеме, од моето детство, во мојот роден крај, јужниот дел према Кина, Бајин Хонгор се вика, тоа е исто степски крај и таму сум израснал како дете на номади, иако сум се родил ниту
кај мајка ми ниту било бабица, ниту никој не било. Мојата мајка 10 деца родила, така, мислам, онака. Сама си роѓа, сама ги витка и така. И ние сме, ја велам, значи, со желбата што сакавме да станеме човеци, луѓе, и така станавме луѓе. Исправни со сите, да речеме, Така, органи и да, така. да. Тоа е еден природен, како да кажам, начин на како монголите деца, да речеме, на номадите израснуваат и стануваат дури големи луѓе. Ете, така. Ви благодарам за присуството и јас им посакувам убава вечер на нашите гледачи и ете, светот во мало беше ова. Останете вие во својот свет и довидување до следната недела.